Повод, како што кажав, Михајло, ќе ни биде македонскиот јазик, неговите особености, но исто така можеме и да ги проследиме кои што се оние специфики и за бугарскиот јазик, бидејќи нашата работа врви низ компаративната разработка на нештата, така што и треба така тоа да го работиме. Па, на самиот почеток, бидејќи знам што пишуваш или им упатуваш на колегите од соседството, и мислам дека тоа е правилниот начин, дека ние мораме многу офанзивно да настапиме и во одбраната на македонскиот јазик, но и во одбраната на неговата историја, развој, секако и во современиот тек, така што мислам дека е правиот начин кој што го читам во твоите излагања. Најпрвин би сакала, ете како за почеток, знам дека тоа и го имаше обработувано, за историскиот развој на македонскиот јазик. Ете една кратка хронолошка ретроспектива да му направиме на сето тоа. Благодарам, професорке. Пред се ви се заблагодарам на поканата. Многу ми е драго што учествувам во вашата емисија, бидејќи пред се одлично е осмислена. Има и научно, но и популарно делче кое што го опфаќа, значи и за блиску до народот, но да може да не следат и научниците во едно и да не наоѓаат забелешки. Затоа сме ние научници. И треба да не запознаат, затоа и реков дека професорот ни од Тетовскиот државен универзитет, бидејќи сепак имаме таму стручни луѓе, особено на вашата катедра, катедрата за македонски јазик и книжевност, покрај тоа што постои слична група на Универзитетот во Скопје. Да, 3 има. Да, и во Штип. Штип има, така е. Ние сме еден, да речеме, огранок на македонскиот јазик и на катедрата обработуваме македонски јазик, а за среќа наша и за среќа на државата, мислам, дури и двајца од вработените на катедрата за македонски јазик сме од областа на историјата токму на македонскиот јазик, она што знаете и вие дека денес е особено актуелно, но важно, и нападнато. Нападнато, но и во голем дефицит. Да. Бидејќи историчари на јазик нема. Пред да започнеме со ретроспективата, би сакал уште еднаш и од овде да упатам до органите на државата, пред се институциите, да се ангажираат, но нормално институциите што се занимаваат со јазик, со вработување на историчари на македонскиот јазик. Бидејќи јас сум последниот мохиканец во таа низа, ниту еден не обработува историски теми. Значи, историчари да има 10 низ Македонија, но веќе никој, речи се и да не се занимава со расчитување на ракописи, зборувам. Се занимаваат со историјата на јазикот. Но расчитувањето на ракописите, како што вие историчарите ги земате документите од архивите, колку што се во можност нормално со она што ни го нуди државата, така кај нас е расчитување на ракописите. Токму тие ракописи, 2 од тие донесов и овде. Да. Еве јас ќе ги покажам на камерата. Најголемиот, Првиот е македонскиот патерик од Слоештица, односно тоа е Слоештичкиот патерик. Насловот е отпосле даден македонски патерик од Слоештица, после случувањата кои што или по најновиот напад на македонскиот јазик, за да се одбележи дека е македонски патерик од Слоештица, инаку наречен е Слоештички патерик. Тој е ракопис некаде од 14-тиот век. Така. Пишуване со кирилично уставно писмо и во него може да се забележат исклучително македонските јазични особености, односно јазичните особености на македонската црковно-словенска варијанта. Јас само да кажам, од историски аспект, кога веќе спомнавте дека се работи за 14 век, да кажам дека од крајот на тој век, веќе ние имаме османлиска власт на ова поднебие. Значи, до тука е. Подоцна, многу и вториот ракопис, ова се само дел од монографиите. Се лексички и зборообразувачки особености на Слепченскиот патерик, што во суштина беше и моја магистерска теза. Така.
на кое што работев и го поделивме во неколку етапи за да може да се опфати целосно и продлабочено да се обработи. И тоа е некаде од 14-тиот век со разлика што едниот е Слоештичкиот Патрик од Охридската книжевна школа, а Слепчевскиот Патрик е од Кратовско-Злетовската книжевна школа. И има значење зошто е тоа така. Така е, професорке. И сега ќе се осврнеме на историјата на македонскиот јазик, она што најмалку денеска се чепка. Во буквална смисла, тоа е потеклото на македонскиот јазик и неговиот континуитет во суштина. Зашто станува збор? За континуитетот на македонскиот јазик важно е да напоменеме и многу е значајно да се напомене дека има милениумски континуитет. За ова не зборувам само јас, туку зборуваат бројни странски слависти и македонисти, но и странски историчари, ни на јазикот, но и на самата историја на народите. Што значи, кога ќе тргнеме некаде од 9-тиот век, ние секојаш мораме малку и назад да се навратиме. Зошто ние тргаме од 9-тиот век? Затоа што од 9-тиот век имаме веќе засведочени документи од овој тип. Ракописи, напишани на плочи, напишани на пергаменти, одломки од различни писанија и така натаму. Предходниот дел, бидејќи голем број слависти кажав, тврдат дека македонскиот јазик постои милениумски, не вековно, нема записи. Значи, македонскиот јазик потекнува од прасловенската група на јазици, која пак потекнува од индоевропските јазици. Тоа е група на јазици, еден прајазик кој што речиси цела Европа влегува во таа група, а прасловенскиот јазик е јазик за словените. Но, бидејќи немаме документи и аргументи врз кои што ќе пишуваме и обработуваме за прасловенскиот јазик, тој јазик во литературата секојаш се засведочува како хипотетички, односно не пишан, не писмен, туку само говорен. Светите браќа Кирил и Методи, оние македонски свети браќа и се словенски свети браќа, за прв пат создаваат една азбука во 9-тиот век која што ќе биде основа за создавање на сите словенски јазици. Од таму јас со слобода голема се изјаснувам за старословенскиот јазик со терминот старомакедонски јазик. Наидувам на некои, можеби, критики малку, наидувам на оспорување и на елементи кои што задираат во она да се држиме до некоја терминологија, за која што јас сметам дека не сме да се откажеме, особено не после ваквиот офанзивен напад од источните ни соседи, затоа што навистина под ваков напад, иако Блаже Конески има пишувано за последниот напад на македонскиот јазик, сепак мислам дека на ваков голем напад за оземање целосно на македонскиот идентитет, како културен, така и јазичен, и континуитет, односно создавање на еден дисконтинуитет, е многу опасно. Од тука сметам дека старомакедонски треба да се земе како термин за употреба на јазикот кој што го користат старите словени, односно првиот писмен јазик или коренот и основата за сите словенски јазици. Зошто сметам така? Затоа што овде токму имам, ќе цитирам од енциклопедијата на Украина, односно Историја на Украина, земјата и нејзините луѓе, од Паул Магоцки. Вели дека, го цитирам, пишаниот јазик на Киевска Русија е заснован врз дијалектите од Македонија, односно врз основа на старомакедонскиот јазик. Доколку некој странски македонист, славист, историчар, што и да е, етнограф, се осудува да каже дека јазикот кој што го говорат светите браќа Кирил и Методи и оној кој што го создаваат во глаголското писмо, да биде старомакедонски, не знам зошто ние би го избегнувале таквиот термин и би користеле старословенски, кога и нашиот источен сосед на тој начин, со упорноста која ја гради во последниот век, особено, со тој старобугарски јазик, мислам дека и покрај тоа што нема се согласат со мене колегите, успеа да наметне терминологија која што оди во негов прилог. Да, се случува тоа во пропагандното делување, емитување на една невистина, така едно 100 пати, па станало стане и вистина. вистина. Сега, за нас, јас сметам, и затоа ќе се задржам повеќе само на овој дел, другиот ќе го кажеме само ретроспективно, е најважен периодот на Моравската мисија и Свети Климент Охридски. Мислам дека Свети Климент Охридски е уште поважна личност за нас,
Бидејќи тој се враќа после Моравската мисија, токму во Охрид. Токму онаму од каде што потекнува најверојатно. Значи немаме писмени докази за таквото нешто, како што нема ниту еден словенски народ писмени докази за дека од каде и да потекнуваат и светите браќа Кирил и Методи и свети Климент Охридски. Но сепак тие наидуваат на жестоки отпори, иако првин се повикани од моравскиот кнез Ростислав за описменување и создавање на азбука, која што ја создаваат на наша почва азбуката. Така, глаголицата. Тие сепак продолжуваат таму со нивни измачувања, во буквална смисла на зборот. Во почетокот им оди во прилог речи си се, бидејќи Ростислав им нуди услови врз кои што можат да работаат. Со нивните ученици 5 се на број, но не се само 5, тоа го знаеме, нели, јавноста можеби не го знае. Има повеќе, само имињава нови. Така е. Светите Сава, Ангелари, Наум, Климент и Гораст. И најверојатно тоа се стотици ученици кои што ги носат со себе, бидејќи се носат голем број материјали, книги кои што ги преведувале овде, па ги носеле во Моравија. По завршувањето во Рим успева, значи, старословенскиот јазик, односно старомакедонскиот јазик, ќе ги употребувам паралелно термините, како што секаде ги употребувам, да го направат четвртиот свет јазик на кој што може да се служи божествената литургија. Јас само едно објаснување колку за публиката да кажам, дека во тоа време црквата е единствена, нема посебно католичка, нема посебно православна, така. Тоа е една и единствена црква. Расколот се случува дури во 11 век, а сега ние зборуваме за 9 век. Точно е, така е, професорке, ви благодарам. Од тука продолжуваат, значи, нормално, Свети Кирил се упокојува во Рим, но Свети Методи, иако не се знае каде, најверојатно некаде во Моравија, а останатите ученици остануваат сами на себе поради промената на политичката ситуација во Моравија. Се менува Ростислав и на негово место доаѓа Сватоплук, кој што силно ги поддржува германското свештенство и латините во тој период и најверојатно веќе склучува известни договори и со царството Бугарија. Затоа што тоа се антагонистички проучувања и токму од тие причини овде, мислам, лежи зајакот народно кажано, дека светите браќа не можат никогаш да бидат од царството Бугарија или да бидат бугари, иако во тој период знаеме дека нема и националности во суштина. Така, во феудализмот постојат други особености. Така, но бидејќи потекнуваат од нашата почва, мора да ги земеме како македонци. И друго, колку што знаеме сите од историските извори, сепак тие се солуњани, најголемиот македонски град, како што пишуваат историските извори, и околината на Солун и трите познати села, но тоа ние ќе го кажеме после. Да одиме ретроспективно, но и Пулески, нели, јасно го образложува Солун како македонски град и најголем и главен град на Македонија. А иначе бугарските војски дошле во непосредната близина на Солун и никогаш не го освоиле. Точно, но сепак тоа е пустата желба вековна која што имаат самите наши источни соседи. Од таму се враќаат, значи, назад и во Белград ги прифаќа, бидејќи и Белград во тој период од Бугарското царство, за кое што никогаш не велат дека е од таа Сан-Стефанска Бугарија. Ако би биле реални, би требале да кажат дека и Белград е наш. Од таму ги преземаат и ги носат во Плиска, односно денешен Преслав, каде што кнезот Борис нормално дека бара Свети Климент Охридски да биде еден од најзначајните луѓе во Бугарија, бидејќи преку него ќе се гради самиот култ на бугарското население, така смета тој. Но најверојатно картите се мешаат во тој период и дали по казна е испратен во Кутмичевица Свети Климент Охридски или пак сам бега од таму, тоа не е јасно, но сепак бега од Бугарското царство, односно од Плеска. Факт за ваквото тргање од тој дел е и самото носење на кирилицата, кое што не е само јазична борба, туку е политичка борба, бидејќи глаголското писмо е оригинално писмо на словените, преземено нормално, повторно ќе се навратам назад, најверојатно од населението кое што живее на територијата на Македонија уште пред доаѓањето на словените, или нивно надоградување кое што понатаму ќе се случува.
Самото тоа писмо, Свети Климент Охридски во ниеден случај не сака да го прифати, од причина што е доследен на Кирило-Методиевата школа и на Кирило-Методиевото учење, и како одличен ученик и најдобар ученик на светите браќа, тој решава да ја зачува глаголицата, која што знаеме дека се чува најдоцна во Хрватска, но и кај нас, речиси до 12-тиот век, е актуелна благодарение на Свети Климент Охридски, кој што, како што Македонија, како земја, дала плодни ученици во тој период, така јас се надевам дека ќе даде и плодни ученици и денес, и по нас, кои што ќе се борат за она што е македонско. Во тој контекст би сакал само да се надоврзам со уште еден цитат на Јагиќ, на Ватрослав Јагиќ, кој што вели вака: Свети Климент Охридски не останал на бугарскиот двор, затоа што за продолжување на делото на своите учители, смета дека му е потребна чиста народна средина, како Македонија. Според него, според Јагиќ зборуваме, Свети Климент е родум македонец, на кој му пречела словенско-татарската симбиоза во Бугарија. Сега, како еден Хрват по потекло, кој што толку се бори за одделноста на македонскиот јазик и македонскиот основа народ, тоа го работи. така е. Јас навистина сум чудоневиден зошто ние како научници би се плашеле да изразиме нешто што е научно. Моето гледиште по однос на историјата на македонскиот јазик е дека ние мора да создаваме, затоа ни се потребни добри ученици и ни се потребни луѓе кои што ќе работат историјата на македонскиот јазик, да пишуваме и да создаваме, бидејќи се базираме повторно на историски факти. Ако ние денес не напишеме како утре нашите деца ќе се базираат на некој факт. Токму од тие причини ние треба да пишуваме денеска за нашата вистина, за утре да имаат нашите следбеници да приложат документ и аргумент дека еве на македонски јазик е ова пишувано, еве на македонски јазик е ова пишувано, еве кажала професорката Котлар дека јазикот е македонски јазик и така натаму. Се навраќаме повторно на историјата на јазикот. Значи, Свети Климент Охридски успева да создаде ревностни ученици и после себе и го зачувува... Тоа е Охридската, да кажеме за публиката, Охридската книжевна школа, која што ја создава самиот Свети Климент Охридски, и бидејќи него Бог му дал и сила и моќ за исцелување, за учење, за да може без никаков одмор да работи на делата, да преведува Библија, да преведува Минеи, да преведува Патерици и од сите жанрови кои што така е, да создава и своји дела, тој успева да создаде и 3500 ученици во првиот словенски универзитет кој што е засведочен, а тоа е Охридската книжевна школа, и во тој универзитет да создаде ученици кои што ќе го шират повторно глаголското писмо. Толку ревносно се бори за глаголското писмо, бидејќи кириличното писмо се наметнува од Преславската книжевна школа на политички начин, во сојуз со грчкото свештенство, германското свештенство и така натаму. Мене, во однос на историјата на македонскиот јазик и самата историја воопшто на македонскиот народ, ме чуди една работа, за која што повторно сметам дека е антагонистичка, а тоа е дека како епископи, чии што прв епископ е Свети Климент Охридски, после него доаѓаат неколку епископи кои што се македонци и по имињата. Но, остануваат само засведочени документи од Теофилакт Охридски, да. Така е. И од Хоматијан, кои што пак не се македонци. Не се македонци и многу се антагонистички настроени кон македонците, кон македонското население. Население, апсолутно. И симптоматично е да останат засведочени документи само тие луѓе, а никој после Свети Климентот толку наследници не запишал ништо. Оттаму во науката се смета дека голем дел од ракописите се уништувани, токму поради бришење на доказите со кои што би се докажало денеска нешто, и голем дел се чуваат во некои тајни архиви, тоа вие подобро го знаете, до кои што ние не можеме да доспееме. Освен тоа, не само што доказ за тоа се овие научни истражувања, току доказ за тоа се и самите ракописи. Вие речиси да немате ракопис, во кој што не фали лист, 2, 3, 5, 10, 100 и така натаму.
сметам при моите истражувања дека токму фала делови кои што докажуваат нешто спротивно од она кое што соседите сакаат да го кажат, а вие подобро знаете за тоа како се работи и Стојан Новаковиќ на тој начин, одличен принцип на работа, кој што навидум работи за македонската кауза и поддршка на македонизмот, но етапно да наведе или да нанесе подоцна голем удар на самиот македонизам и да надвладее српската пропаганда која ќе се избори со бугарската. Во Хрватска, значи, самото глаголско писмо се чува најдоцна од причина што најверојатно таму немале никакви притисоци, току биле одлично пречекани. Учениците кои што останале во тој дел, бидејќи знаеме дека на самото враќање назад ја поминуваат во повеќе насоки и се разделуваат во еден период. И оттаму почнуваат да создаваат вакви ракописи на сите простори. Македонската црковно-словенска редакција, како следна етапа на старомакедонскиот, односно старословенскиот јазик, се одликува со тоа што во себе содржи македонски јазични особености што се карактеристични и за денес. Од дел од тие особености се примери од типот на назалните вокали, односно носовките, кои што преминуваат како денес во македонскиот јазик, пат, од понт, еровите кои што се вокализираат во силна позиција и се губат во слаба позиција, мешањето на носовките и така натаму. Уште бројни други, вокализација на еровите во самите предлози, од типот во, со и така натаму, кои што може да се забележат во овие ракописи, меѓу кои најмногу ги бележиме во Верковиќевиот апостол, што исто така заедничко дело со професорката Новотни, и кое што е монументално од причина што би требало државата да го финансира и затоа беше прифатено и во енциклопедијата која што беше неуспешна и таму беше наведено. Па продолжуваме до периодот на 15-тиот век, како што кажавте за публиката претходно, каде што доаѓа отоманската власт и овде имаме една кратка, долга во суштина, но кратка за нас, бидејќи сме успеале да обстоиме и покрај тоа, на пишување на вакви ракописи. Бидејќи се затвараат манастири, монаси и така натаму, нема услови за пишување, па така од 15-тиот век, некаде до крајот на 18-тиот век, ние немаме можност, бидејќи немаме државност. Сепак, она што ние им го дадовме на сите словени, како македонци, односно писменоста која што се движи од југ Македонија кон исток Русија, во тој период, токму на стагнација на создавањето на ракописи на оваа почва, помага обратното движење на ракописите, односно од исток кон југ. Па така ракописи со руска редакција продолжуваат да се пренесуваат на македонска територија и да стигаат на Света Гора. Како први подоцнежни автори, интелектуалци кои што ќе се јават во областа на македонистиката и македонскиот јазик воопшто, ќе се јават пишувачите на народен говор, односно дамаскините, или онаа дамаскинарска традиција, или пишување на јазик кој што ќе биде разберлив до народот, или во наводници е тоа спуштање на прост јазик кој што ќе го разбере самиот народ. Тука кај нас се појавуваат први Свети Кирил Лешочки веќе и Свети Јоаким Крчовски или преподобен Јоаким Крчовски, кои што пишуваат бројни дела, меѓу кои најпознати се Огледало од Кирил Печиновиќ и различна поучителна наставленија од Јоаким Крчовски, инаку пишуваат повеќе дела. Во нив исто така ги согледуваме првично дијалектните особености на поднебието од кое што потекнуваат. Лично јас можам да зборувам за Кирил Печиновиќ повеќе, иако можам и за Јоаким Крчовски, од причина што ми се и дел од докторската работа. Бидејќи јас во мојата докторска работа токму го работев ова докажување на континуитетот или преемственоста на лексиката од канонскиот јазик, оној старомакедонски на светите браќа Кирил и Методи до денес, преку ракописите и преку народниот говор на Кирил Печиновиќ и Јоаким Крчовски. Значи, континуитетот го засведочуваме преку јазични особености, односно тоа е документирано и тоа е еден непобитен факт кој што ниту еден научник не може да го побие доколку не е лажно изјаснето. Од тука продолжуваат плејада на македонски интелектуалци, меѓу кои најзначаен е Крсте Петков Мисирков, кој што буквално го кодифицира македонскиот јазик пред сите останати словенски јазици. Па оттаму и Дебреј ќе каже дека е трагедија
јазикот кој што им даде писменост на сите да биде последен кодифициран, што е факт. Македонскиот јазик е последен јазик кој што е кодифициран од словенските јазици. Но јас и на предавањата со студентите редовно кажувам дека зошто е тоа така, дека за да може да кодифицираме јазик, односно да го озакониме, да го направиме стандарден, литературен, со закон, правопис, правоговор, ние мора да поседуваме државност. Како пример го давам курдскиот народ, кој што, иако е 20 милионски народ, се уште нема јазик. Ништо не значи тоа што последен се кодифицирал, бидејќи ние ги имаме фактите и аргументите на наша страна. Ќе дојдеме, бидејќи е ретроспективно, не знам со време сега да не претерав. Имаме уште 17 минути во секој случај, но ќе ги кажеме и оние кои што се веќе ги наговестив и јас, но и вие, за Ватрослав Јагич и за Ватрослав Облак, кои што ја поставуваат македонската теорија и таа е засведочена во славистиката како таква. Така е. И можеме после да кажеме неколку збор, два, ете, малку да ги разликуваме едниот од другиот јазик. Дали може само да го завршиме континуитетот? Ништо е тоа, два збора само. Станува збор за продолжување на оваа традиција, Крсте Петков Мисирков, како што кажавме, Плејада, до Кочораци не веќе преминеме еден дел, и Блаже Конески, кој што веќе се утврдува македонскиот јазик и како стандарден и кодифициран јазик, и кој што, како што би рекла Рина Усикова, за неполни 50 години стана рамо до рамо јазик со јазици кои што се развивале 100 па и повеќе години. Апсолутно, имаме тука луѓе, ги спомнавте Конески, така е, така е. Клунтошев, Кепески, граматиката. Сите. Тоа се плејада, стотици луѓе, меѓу кои и странските лингвисти, Хорас Ланд, апсолутно, Волгимир Шпјанка, Леонард Мазик, кој што прави првата докторска за македонскиот јазик. Некој го меша тоа со на македонски, тоа е за македонскиот јазик. И тука најзначајни се оние кои што треба да ги начнеме, бидејќи нас ни треба 2-3 часа за да убаво малку ги образложиме. Ватрослав Јагич и Ватрослав Облак. Мислам дека од нив потекнува најзначајниот елемент за нас македонците, бидејќи ние имаме потреба од подкрепа од странски лингвисти. Па оттаму Ватрослав Јагич, и вие напоменавте пред малку, дека во суштина многу тврдокорно се бори за македонизмот, од причина што тој гради и симпатии, но и научно смета дека македонскиот народ и македонскиот јазик се одделни од сите словенски јазици. И како што напоменав пред малку, дури и тој, за Свети Климент Охридски, смета дека е македонец и дека се враќа во Охрид, онаму каде што му била младоста. Зошто се овие двајца значајни слависти за нас? Тие се пред се слависти, но и лингвисти и филолози. Ватрослав Јагич му е ментор во суштина на Ватрослав Облак и тој го испраќа како помлад од него да истражува токму во околината на Солун. Но, кога ги кажуваат трите села Сухо, Зарово и Висока, тоа не значи дека македонскиот јазик се базира на тие три дијалекти, току сме го дискутирале еднаш и ова, значи дека се базира на целиот тој диапазон кој што е, или ареал кој што го има дијалектен, целосно јужно, до Брегалница, па дури и погоре, и па дури и до Врање и погоре најверојатно. Тоа е веќе друга тема која што друг пат ќе ја говориме. Ватрослав Облак таму многу мудро пристапува. Значи тој бара, бидејќи гледа дека се врши силна пропаганда, дека од Отоманската империја, бидејќи тогаш сме под Отоманската империја, на бугарската држава во тој период им дава можност, или кнежество, да отвараат училишта и да вршат пропаганда без никакви услови. Значи, буквално е народски кажано, еве ви ги македонците, правите им шо сакате. Во буквална смисла на зборот. Тоа Ватрослав Облак го согледал. И кога вршел интервјуа, кога ги собирал зборовите кои што ги барал на дијалектен план од овие села од околината на Солун, тој барал исклучиво да биде тоа да се жени.
кои што не излегувале од дома, кои што не оделе никаде, па дури поставувал прашање од типот дали мажот е писмен, дали посетувал училиште. Конзервативна средина, така е, за да па нема затворена. никакво влијание. Како што Бисирков во суштина го кодифицира јазикот, да нема никакво влијание. И цело времено му праќа писма на неговиот ментор, на Јагиќ, со кој што го известува и за пропагандите, и за се што се случува. Дури и за дека ја побива теоријата, јас велам, Ватрослав Јагиќ е големина од научник, бидејќи ја побива теоријата и Облак, бидејќи е словенски и австријски славист, на својот народ. Панонската теорија. Целосно ја побива. И ја дава во тие македонски студии кои што ги објавува по смртта на Облак, ги дава како дека старословенскиот јазик, односно старомакедонскиот јазик, потекнува токму од територијата на Македонија, односно од македонските Словени и се гради врз основа на тоа и од таму произлегуваат сите останати словенски јазици. Со оваа книга во целост се руши панонската теорија и легендата за создавањето на старословенскиот јазик и во славистиката, македонските студии или македонската теорија на постоењето на старомакедонскиот јазик е конечна. Што значи, од тогаш во целата славистика е прифатена како таква. Иако, за жал, Ватрослав Облак умира многу млад. Би придонел најверојатно уште повеќе за нас, но благодарение на Мјечислав Малецки се продолжува низата повторно од работење во областа на македонистиката, па така тој продолжува врз основа на делото на Ватрослав Јагиќ и Ватрослав Облак, односно македонските студии, да дава своји мислења и своји гледишта и да ја потврди повторно тезата која што ја даваат тие за постоењето, бидејќи и тој истражува во истата област во Егејска Македонија и тој ги согледува сите останати елементи кои што ги има. И иако се работи за неколку години подоцнежно истражување, Малецки заклучува дека Ватрослав Облак успева пред целосното замирање на чистиот дијалект, како што го имале браќата, односно светите браќа Кирил и Методи, да успее да ја даде оваа теорија која што е засведочена и која што е фактички последна или конечна во славистиката. На неговите студии работи и американскиот научник Фостер, тој е современик веќе, кој што јасно вели врз основа на македонските студии од Ватрослав Облак и Ватрослав Јагиќ и истражувањата на Малецки, тој дава уште една верзија и вели: доколку ме прашате дали говорите околу Солун или македонските дијалекти се српски или бугарски, јас ќе кажам дека ни малку се српски, ни малку се бугарски. Току се македонски и припаѓаат на една одделна група македонски дијалекти кои што со задоволство можам да ја го наречам македонски јазик. Значи, ова се случува кон крајот на 19-тиот век. Да. После веќе во 20-тиот ги имаме Вајан. Така е, и доаѓа и плејада од наши веќе. Сега имаме силна славистичка наука во текот на 20-тиот век. Ние го имаме нашиот професор Владимир Мошинов дека. Ајде да наброиме по што се разликуваат определени јазици. Например, некој ќе рече хрватскиот и српскиот, тоа е нешто исто. Меѓутоа, лингвистите ќе речат, ние разликуваме еден од друг, доколку има различна структура, акцент. Така, доволно е. Ама доволно е и само тоа за да биде различно. Ова го спомнувам затоа што често пати лаиците сметаат доколку лексиката е многу иста или слична, дека тие јазици се исти или тоа е еден ист јазик. Треба да правиме разлика меѓу лексика и структура. Така е. И лексиката влегува во структурата на јазикот. Но лексиката е одделна од граматиката, целосно. За да функционира дадениот јазик мора да има своја структура. Таа структура ја сочинуваат нивоата кои што ги има. Спецификите по таа основа за македонскиот јазик. Можеме и за бугарскиот, како вие... Така, ќе направиме мала споредба.
мала една компарација, јазиците првично се класифицираат во 3 групи. Типолошка класификација, генеолошка класификација и ареална. Едната е врз основа на каде се наоѓа, другата е тип на јазик, да ни е аналитички, синтетички, со префикси, со суфикси и така натаму. И генеолошката е неговото потекло. Сега кога зборуваме за јужнословенските јазици, ќе ги земеме како група, тие водат исто потекло. Генеолошки припаѓаат на индоевропски, па подоцна на прасловенски, па на старословенски или старомакедонски јазик. Па дури балкански. И тоа е реалниот дел. Да. Генеолошкиот е овој. И тука влегуваат и македонскиот, и бугарскиот, и српскиот, и хрватскиот, и словенечкиот и така натаму. Но, што е важно овде? Важно е дека во конкретниот случај, бидејќи станува збор за обид, за кажување невистина, односно грубо лажење на светот дека македонскиот јазик е нечија норма или дијалект, тоа може да се побие многу лесно и едноставно, бидејќи тоа е факт. Не зборуваме само за стандардниот македонски јазик и стандардниот бугарски јазик, туку и на историски планови јазици сосема различни. Како што објаснив, различен развој има. Во суштина, и македонскиот и бугарскиот јазик се јазици кои што ја изгубиле деклинацијата. Од синтетичка деклинација преминале во аналитичка деклинација. За да разбере народот подобро, тоа е од падежен систем во беспадежен систем. Кога се изгуби падежниот систем, се упростува именскиот дел или именските зборови, но на сметка на тоа упростување се усложнува глаголскиот дел. Односно добиваме низа на времиња, кои што ние ги имаме, јазиците со падежи ги немаат. Сличноста во граматиката само на македонскиот и бугарскиот јазик се должи на неговата ареална класификација. Односно, поднебјото во кое се наоѓаат. Тоа е губењето на падежите. И едниот и другиот јазик ги изгубиле сите падежи, сите 7. Но, и албанскиот јазик изгубил 2, го губи и третиот. И грчкиот јазик изгубил 2, го губи третиот. И јужните српски говори ги губат падежите. Тоа е влијание на балканскиот јазичен ареал, односно на балканската јазична лига во кој што ќе влезат и македонскиот, и бугарскиот, и грчкиот, и албанскиот, и ароманскиот, и романскиот јазик и јужните српски говори. Што значи сите овие ќе имаат слични особености кои што ќе ги даваат самите балкански јазици. Она што Илија Чашуле го работи професорот, тоа е она врз кое што треба да се темели некоја си наука од тој тип, а тоа е дека македонскиот јазик е значаен бидејќи е централен балкански јазик. И дека врз него многу влијал и балканскиот супстрат. Значи, ние имаме најголемо влијание од сите, што е и нормално. И ние најдалеку одиме во промените кои што ги имаме. Македонскиот јазик ги следи сите норми во светот, кои што постојат за да биде баш она природен јазик кој што се развива етапно, ги создал сите функционални стилови кои што ги има. И така натаму. Другата разлика, сега за разликите во однос на бугарскиот јазик. Бугарскиот јазик има сосема различен акцент од македонскиот. Тоа не е од денес, ние го имаме овој акцент уште пред 1 век, можеби и пред 2 века. Нашиот јазик е фиксиран. Во бугарскиот јазик воопшто не е утврден точно каде ќе се наоѓа. Така. Оттаму и истиот збор може да се менува врз основа на акцентот. Бугарскиот јазик има 6 вокала. Македонскиот јазик има 5. Македонскиот јазик е зачувал Д, која што го одликува како еден од најзначајните јазици во словенската група, од причина што само старомакедонскиот јазик ја имал таа буква, и сега останал само македонскиот со таа буква. Зато кај нас звони, Така е, а не звони. Така е. Други разлики, имаме разлики и на граматички план. Да. И тоа големи разлики. Затоа повеќе пишува Рина Усикова, која што целосно го образложува во најголем дел граматичкиот дел, односно токму делот на беспадежноста, односно делот кој што имаме развојот на времењата и глаголските префикси, суфикси кои што ќе се јавуваат. Други особености кои што би ги разликувале, веќе ова се сосема доволни за да бидат два различни јазици. Но, развојот на историските гласови кои што ги имаме. Бугарскиот јазик е под силно влијание на руската лексика. На вистина, премногу силно влијание на руската лексика. Но не само на руската лексика, туку тој прима и 2 гласа од руската азбука.
од руската гражданка која што се нарекува, тоа се оној како релатинично наопаку и краткото и со кукиче над него. Ние нити диалектно не ги употребуваме како такви и иако Хорас Ланд и Дебрей даваат некои и Берштайн, даваат некои своји мислења како би требало да изгледа македонскиот јазик, но јас мислам дека самиот природен тек на македонскиот јазик дозволил да биде совршен како природен и совршено да изгледа онаков каков што е. Оттаму, развојот на еровите во македонскиот јазик е со тоа што тие се вокализираат. Јор големиот во О, малиот ер во Е, па имаме ден и сон, што го нема во бугарскиот јазик. Носовката он, која што е една од најзначајните за докажување на црковно-словенска редакција во македонскиот јазик и во современиот, но и во централните македонски говори дава најчесто А. Па имаме рака, пат, зап, од ронка, зомб, понт. Во бугарскиот јазик ќе дава ер, рка, пат и така натаму. А кога станува збор, бидејќи времето не ни дозволува, за лексичкиот план, тоа е навистина дури и смешно да се дискутира дали е јазикот ист или не. Иако, доколку јас се прашувам, мојот одговор на нашите источни соседи добри, би бил дека единствено македонскиот јазик може да биде мајка и татко на бугарскиот јазик. Односно, нашиот источен сосед има регионална норма на македонскиот јазик. Никако не може да биде тоа обратно. Примери имам овде од лексика, бидејќи ни јас не ги разбирам, да речеме белјо, тоа е долна облека кај нас, число, број, обида, навреда. Мислам, тоа се илјадници зборови. Па типови од областа на секојдневниот живот, спортировка, патики, рокља, фустан, жакетка, јакна, мерси, и така натаму, и овде има навистина стотици упражненија вежба, а ако ги согледаме, можеме да видиме дека овие пак лексички единици се идентични со рускиот јазик. Да. Од Бога ми со францускиот. Да. Земале од кого ќе стигнат. Да. Иако јас сметам дека тоа се два различни јазици, доколку дискутираме за кој кого му е мајка, татко, сепак мислам дека овде не смее да има отстапување, туку мора жестоко да се нападне, како што напаѓаат, на тој начин и ние да напаѓаме. Одбраната нас нема да не одведе никаде. Дефанзивата е кратка. Истото и во спортот. Доколку се браните, можноста е 90% да примите гол.